Почитувани, јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта набавило машина за бележење и вилјушкар за 250.000 евра. Машини за бележење на улици и патишта кои самите од СДС потенцираат дека може да се купат за 2 до 3.000 евра. Ова јавно претпријатие ги платило 100 пати поскапо. Градоначалникот на Струмица, Костадин Костадинов од СДС, исто така набавил машина за бележење на патишта за сума од 15.000 евра, односно 6 пати поскапо тоа што самите СДС тврдат дека истата може да се набави. Воедно, иста таква машина е набавена во општина Центар. Директорот на јавното претпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта, градоначалниците на Струмица и Центар и 20 од редовите на СДСМ купиле машини за бележење на патишта и до 100 пати поголема вредност од онаа за која тврдат дека може да се набави. СДСМ тврди дека машини какви што купиле нивните функционери за 250.000 евра може да се купат и за 2 до 3.000 евра. Ова е сериозно обвинување, но и сериозно тврдење од страна на СДСМ и согласно тоа бараме од јавното обвинителство сериозно да ги истражи набавките на општините Струмица и Центар, како и на јавното претпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта. Каде завршила разликата од 100.000 евра во случајот со јавното претпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта? Во чии џебови се над 200.000 евра? Каде завршија повеќе од 10.000 евра од набавките во Струмица и Центар? Дали функционерите на СДСМ крадат преку машини за бележење на патишта? Јавното обвинителство веднаш да отвори истрага. Недомаќинското и криминално однесување на СДСМ е на директна штета на граѓаните. Никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме.